Околу 2000 бегалци од Сирија, Авганистан и Ирак од утрово успеа да влезат на македонска територија. Предплат на грчките специјални одиници успеале со жив штит да направат коридор помеѓу економските мигранти и бегалците, со што ќе овозможат проток кон македонска територија. Разгневнетата маса од економски мигранти неколку пати се обиде да го пробие живиот штит и насилно влезе кон македонска територија. Активисти на невладини организации од Грција и денеска беа помеѓу мароканците и ирачаните и другите економски мигранти. Во изминатите денови, како и денес, ги поддржуваат во нивните барања за влез кон Македонија. Неофицијално дознаваме дека денес им донеле дури алати за сечење на мрежата, но засега нема одсечени делови. Очигледна и се чувствува тензијата од грчка страна на бегалците од Сирија, Авганистан и Ирак, кои што чекаат во секој момент да ја поминат границата и поминат кон македонска територија. Војниците, односно безбедносните сили од грчка страна со жив штит направија бариера со што би ги заштитиле бегалците и безбедно да влезат кон македонска територија. Изнамуштени, преплашени и гладни, денеска бегалците со документи влегуваа на наша територија и сведочеа дека со денови грците не им давале ниту вода, ниту храна. Таму бевме 5 дена. Грците не ни дадоа ниту храна, ниту вода. Нема хуманитарна помош, а мароканците и ирачаните се побројни. Голем страв претрпевме од ирачаните. Грците не држеа неколку дена, а утрово имаше и големи конфликти. Јас сум многу болен, чекавме неколку дена. Ирачаните многу проблеми направија. Среќен сум што сум на ваша територија. Во моментов на грчка страна бројот на економските мигранти никако да се намали. Неофицијално дознаваме дека меѓународните организации нема да дадат финансиски средства на грчките власти за транспорт на економските мигранти кон Турција. Засега никој не кажува до кога овие луѓе остануваат на отворено пред границата со Македонија. Македонските безбедносни сили во континуитет ги зголемуваат силите поради превенција од настанување на конфликтна ситуација.